Преку звуците на еден рајски инструмент, како што го нарекуваат во Турција, ќе ве одведеме назад во времето кога еснафите од тогашната турска чаршија во петоците навечер се собирале кај наимотниот бек и свиреле и пееле до зори. Токму таму, во чаршијата, ве водиме во ова издание на Луѓе и места, за да ве запознаеме со еден од ретките музичари кај нас, кој професионално свири и компонира музика токму за овој рајски инструмент. Џенгис Ибрахим веќе неколку децении е посветен на музицирањето и компонирањето музика за канон, а паралелно со канонот, тој својата музичка приказна ја посветува и на сазот, секојдневно учејќи и откривајќи ги тајните на овие мистични инструменти. И самиот признава дека покрај љубовта кон овие два, тој ги сака сите источни инструменти. Ме привлекуваат сите стари инструменти низ цел свет, но канонот ми е накао најдраг, а втор инструмент ми е саз, но пред се и од дувачките неот е автентичен, кој што мистични и делува врз лимбидниот систем. Канонот има една особина кој што стварно нема зборови кои што би сме објасниле. Значи гитарата можете за од 2 збора да се дешифрира, но канонот е се уште тајнствен. Дали жиците, дали кобилицата или дрвото, не знам, има една мистична и една ребусна прашање. Ја колку што веќе 25 години го свирам овој инструмент и мислам дека резонантната кутија, дрвото, жиците, кобилицата, тоа значи се вклопено во таа анатомија на еден инструмент, кој што често го користам дека е жив инструмент, дека не е обично дрво, не се жиците обични како што другите инструменти зна да се раштиме пред моје свирење, но кога ќе го земам во скут, за неколку минути ќе се затопли, ќе се наштиме сам по себе. Тоа е едно чудо што немам зборови како да ви објаснам. А зборови не се многу потребни кога ќе ги слушнете прекрасните звуци на канонот. Нив Џенгис за прв пат ги слушнал во Истанбул. Прв пат канонот во Истанбул го слушнав и се залюби во тој звук. Не знаев за карактеристиките и за канонот не знаев, пред никакви признања немав за канонот и не ни размислував дека ќе свирам еден ден канон. Него не е случајно што еден голем филозоф као Џелаледин Руми рекол дека овој канон е рајски инструмент. Тоа е точно, фасцинантно беше тој звук и првото запознавање со канонот беше во Скопје во културно-уметничко друштво Јенил. Таму учев кратко од еден голем мајстор за мене, кој што беше член во Радио Телевизија Скопје во Чалгијата, величанецот Реџеп Пампур. Он ми беше така идол, голем идол и учев од него, првите часови ги изучив од него, таа техничка страна, па потоа бев во Истанбул, земав часови од врвни мајстори и мојот пат продолжи во Македонија. Прво студирав педагошка академија, потоа музички факултет и на крај магистрирав на фолклористика.
се уште не е дефинирано потеклото, но има еден сигурен извор, кој што верувам, дека конструктор на овој инструмент е големиот филозоф, источниот филозоф, кој што живеел во источниот дел на Турска, тој е Фараби. Он е хемичар, физичар, астролог и музичар. И дури јас прочитав дека напишал теорија на музика, потоа е пренесен во Европа. Но он прв пат во Дамаск, кога бил поканет од царот, он го покажал прв пат канонот како инструмент и отсвирил многу тажни песни, но знаел да користи инструмент маками кои што ќе ги развесели. Има два вида на канона. Тој е еден арапски и еден е тој турски. Разликата е во мандалите, овие метални прачки, кои што може еден тон да се подели во 9 неравноделни парчиња, а во арапскиот е ограничено, во 3 до 4 коми може да се подели. Значи, таа е разликата. Кожата е специфична. Кожата е многу голема улога игра, бидејќи последните години се користи риблја кожа, кој што дава еден метален звук на канот. Јас овча кожа користам, бидејќи имам мек тон, бидејќи свирам песни, љубовни, севдалинки или лирски, а за тоа треба помек тон. И жиците се од црева, но денешните канони се градени од жици кои што се викаат дипон. При обтегнување не губи дебелина, не може да се искине. Во канонот, во однос на другите инструменти, специфично е што еден тон може да се подели на 9 неравноделни дела. Значи, четвртини тонови кои што не се со иста фреквенција. Значи, мора увото да биде многу прецизен за да ги слушне. Потоа, свирите маками, скали, тонски низи, кои што ги има и во Византија. Јас случајно не, него многу слушав и мислев дека се турски песни. Кога отворив книги теорија на музика, видов дека се тие мотуци. Интересна музика можете да произведувате, бидејќи можете дури полифоно. Турската музика и арапската музика е хомофона музика, но свирејќи канон, ќе откриете дека можете да произведувате и полифона или контрапунктска линија, може да втората или трета контрапунктска линија да се исвири. Ја дури сум среќен што живеам во Македонија, кај што од дома до моето работно место слушам разни мотиви од турска, македонска, па бошњачка, ромска и постојано влијаат тие мотиви додека креирам, додека компонирам моја театарска или филмска музика. Но постојано има една дода, кога студирав, имав проблеми со професорката по клавир. Бидејќи клавирот никогаш не ми штимаш. Ги молев да наштимат, бидејќи имав испит. Тоа ми и фа и си до никако да ми штима, не може бах да свирам. Ми рекла дека све во ред и случајно кога седнав на крај, проблемот беше кај мене, бидејќи јас веќе професионално бев ориентиран кон тој четвртон систем. Музиката одсвирена на канон се користи и во музикотерапијата. Неговите звуци делуваат смирувачки за оној кој ги слуша, но и за оној кој ги свири. Постојано истото ми се случува. Што значи тоа? Да секогаш ме смирува. Дури макамот раст макам, така се вика тој канон, може да ве подигне, да изнервира. Кај мене е обратно. Сите маками ми се смирувачки. Верувам дека е прашањето во фреквенцијата која што се произведува. Значи таа фреквенција делува кај мене. И постојано амбиентот, мирис, амбиент, добри луѓе. Не се среќавам заради бизнис, него се среќавам со добри луѓе за да имам инспирација за понатамошната моја работа. Чудна е и бидејќи 3 октави доволно е за да се креира, да се направи една симфонија со канонот. Има доста музичари кои што свират
подобро, има развиена добра техника на свирење, но се ограничени на еден стил. Јас реков пред малку дека сум среќен што живеам во Македонија, па можам дури джез елементи да додадам во, или класична, или ренесансата ми е многу, и барокот ми е многу драги, или зимам елементи, ги метнувам во таа дворска турска музика. Дженгис признава дека е тешко да се свири на овој инструмент. Во Македонија малкумина биле оние кои свирале токму на канонот, а денес се уште помалку. Реџеп Пампур и јас уште 2-3 се, но тие 2-3 не се професионалци, него од љубов свират. Ние веќе 20 сме што професионално се бавиме со музиката. Јас дури не свирам само традиционални песни, дури свирам филмска, театарска, некаде како што треба и светска волк музик, бидејќи бидејќи енергијата е преголема и љубовта е преголема за да може да се конвертира во други правци. А зашто да не? Јас се уште учам и има техники кои што се стварно недопирливи, но ги откривам додека ги свирам. Значи дури следењето на добри мајстори, некојаш портаменто или трилерите, украсите се многу важни во овој инструмент, бидејќи свирите со душа, гледате во инструментот и 10 прсти ви работи, баш на клавир, легнат хоризонтален клавир. Уште од првиот ден кога почнал да го изучува канонот, Дженгис го изучува и сазот. Свирејќи на овие два инструменти, тој прави фузија на различни стилови, епохи, секојдневно откривајќи помалку од нивната мистичност. И тој инструмент е мистичен, дури во музикотерапија домбрата, значи претходник на сазот е домбра. Домбрата се користи ден денеска во Средна Азија, во Кавказ се користи инструментот. Но зашто саз? Бидејќи моите први чекори и се канон и паралелно баглама. Багламата има една голема историја, пак во Јениол почна тоа патешествие, пак во Истанбул се надогради. Денеска веќе можам комотно да напишам и книга за тој инструмент, бидејќи мојата магистратура беше за баглама. Мојот нов проект ќе биде тоа. Веќе ископав доста песни кои што ги пеат и македонци и турци. Значи текстот е различен и во неколку мотива има разлика. Но во суштина идејата била таа. Се дали турците од македонците земале песни или македонците, тоа воопшто не е ни предмет на истражување. Важно да најубавите песни ги собирам и ќе ги презентирам пред јавноста. Од душата на Скопје, од чаршијата, се поздравуваме од вас во оваа луѓе и места. Ви закажуваме следна средба за 7 дена кај некои други луѓе на некое друго место.